Здраво, ова е 242-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Блонд на Ендрю Доминик, во кој станува збор за фикциона хроника од иманентните превирања од животот на Мерлин Монро, глумена од Ана де Армас, во кој се опфатени незините аспирации за станување на славна актерка, незината телесна злоупотреба од предпоставените во студискиот систем, како и останатите шокантни доживувања кои се составен дел од фикционото дело, романот Блонд на Джойс Керол Оутс, на кој се базира филмот, а не на биографија на Мерлин Монро. Од круцијално значење за проследување на филмот е да се согледа извориштето на творбата и да се поима дека Джойс Керол Оутс има напишана фикциона креација со хиперболизирани случувања од животот на една млада актерка, која не е сватена сериозно од Холивуд, а очајно сака да се пробие на големото платно, доаѓајќи до согледувањето дека сите го посакуваат и воедно злоупотребуваат незиното тело, а никој не сака да го стави светлото врз незиниот актерски талент, кој е максимално занемарен. Джойс јас ја запознав преку читањето на незиното дело Зомби, односно исто така фикциона биографија која беше инспирирана од серискиот убиец Джефри Дамер, така што уште тогаш посведочив на големината на оваа хорор писателка, што значи дека воопшто не сум шокиран од незиниот пристап на овековечување на животот на холивудската старлета низ нејзина призма. Во филмот, ликот на Норма Джин се соочува со психичкото расстройство на незината мајка, пати од непознавањето на незиниот татко и силно се нагазени така наречениот татковски комплекс во дисфункционалниот сооднос со незините љубовни партнери, а губитокот на бебињата, алкохолот, апчињата и семејното насилство се само дополнителни фактори за постепено оддалечување од здравиот разум, што воопшто не е мала задача на Ана де Армас за да одглуми, која мислам дека се носеше со тие предизвици, посебно во сцените на очајување, иако доминантна е потребата на режисерот да ги прикаже иманентните пеколи со помош на визуелната естетизација, наместо диалошки или монолошки интервенции, што знае да го оддалечи ликот од аудиториумот, истиот тој аудиториум кој славната актерка ја има порамнето со сексуален објект. Според мене филмот е за подвоеноста помеѓу Норма Джин и Мерлин Монро, низиното алтер его, проекција за неа која ја имаат извршните од студиото, кои ја ангажираат поради изгледот, а не поради талентот, односно сведочи за плејада на машки узурпатори, односно искористувачи, како што се предпоставените кои спијат со неа за да ја обезбедат прогрес во кариерата. Потоа фотографии во кои соголена служат за уцена, театрологот Артур Милер ја искористува дури и за диалозите на неговите текстови, тепане од бейсбол играчот за воспоставување на доминација и контрола врз нејзиниот живот, што е одлика на ретроградните патриархални вредности, за на крај дури и Кенеди да ја искористи како секс играчка за своје сладострастие. Иако се наведени во филмот како поранешен атлет и писател на пиеси, во прашање се Джоди Маджио и Артур Милер, кои убедливо ги глумат Боби Канавале и Адриан Броди, посебно Броди, за кој се повеќе и повеќе имам почит за тоа што смело се нафаќа да глуми познати луѓе од реалноста во екранизирана форма, кој иако знаеше да утне во минатото се неквалитетни проекти, кај што неоправдана е довербата во режисерите, денес активно докажува дека неговите актерски избори се на место, посебно за оваа улога, кај што ми е поим за Милер. Не знам колку се корисни кликаниците на фетусите, но затоа пак ефективно е врзувањето на камерата за актерите во френетичните сцени, како и успорената снимка на крволочниот одред на Black Hole Sun папарацо фотографи, пред чиишто нишани од леќи дефилира пленот Монро, чија обавина опортунистички се обидуваат да ја абсорбираат во фотографија, а таа не им опонира, иако понекогаш е избезубена и дезориентирана од светлото кое ја плени. Во епилогот на филмот на преден план доаѓаат кадрите снимени на рака во кои камерата ја прати Ана, налик музичките видеа кои ги работи снимателот, додека не биде доловен идеализираниот татко во облаците и двојната експозиција на земјата за да го докаже напуштањето на овој свет на 36 годишната актерка, што е соодветно збогување со неа. Монро можеби нема сооднос со незиниот татко, но затоа има многу татенца во животот. Тројката со Чаплиновиот син беше составен дел и од првата адаптација на оваа книга, односно истоимената 3-часовна ТВ серија од 2001 година, која што е хронолошки поконзистентна,
односно нема драстични скокови, но затоа има преглумување во неа, така што условно можеме да кажеме дека Блонд на Доминик е нејзин ремейк, иако естетизацијата со која пристапува Ендру е немерливо позначајна од таа на серијата, така што во оваа компаративна анализа мора да истакнам дека порадикален е начинот на кој се прикажани траумите и во повпечатлив манир се реализирани соневитите кошмарни секвенци, како што е Рейзерхедовското бебе во фиока, пламнатата куќа или пак малтене фан футич секвенцата со натрапникот во домот во епилогот на делото, фройдовски сексуални алегории со подигнатата ракета, иако незаборавно ќе остане мечкат транзицијата помеѓу сексуалниот чин и водопадите на Ниагара. Кршењето на четвртиот зид беше составен дел и од серијата и од филмот. Ниту има доказ дека Кенеди ја злоупотребувал за своји задоволства, ниту дека завременило тројката во која не учествувала, тоа се фикциони имагинации на Джойс Керол Оутс. Дали е дозволено во фикционо дело, повторувам, клучните зборови се фикционо дело, да се наметне непостојачка случка, лага која има за цел да биде убедлива интервенција, секако дека е дозволено. Друго е прашањето на конвергирањето со етичките и моралните побуди, кое што се однесува дали е исправно и легитимно оправдувањето да се стреми кон императивот на филување и несакано дережирање на животот на починат човек и неапологетски перманентно преозначи споменот за него, што е најголемиот проблем со кој се соочува филмот, кој никогаш нема тенденции и претензии ниту да биде биографски филм, ниту документарен, туку е фикционо играно дело кое се базира на белетристика на Оутс. Ако може да ја направите таа спрега и се фокусирате за тоа што се обидува филмот да го посочи на злоупотребата на младите актерки во Холивуд од страна на предвесниците на Вајнстиновци, несваќањето сериозно на актерките со одличен комичен тајминг, премолчувањето како механизам за искачување по скалилата кон успехот, наместо да го закотвувате во историски рамки на животот на Монро, кај што не му е местото, тогаш ќе се доближите повеќе до уметничките големини кои ги содржи творбата. Ако не се лажам, за прв пат во видеологија ги коментирав композиторските потфати на Ник Кейв и Ворен Елис во епизодата посветена за Wind River, а оваа година ја компонира и музиката за Мрачната Дамер, Monster the Jeffrey Dahmer Story. А во скорот на Блонд доминира амалгамот на ламентирачкото пијано со елегичната виолина со модификациите на звукот ни синтесайзер, кои на моменти допираат и до звучните пространства на бадаламенти, но тука се засилени и со вокални хармонични одеци, кои провејуваат низ творбите како неискажливи воздишки на Норма Джин, односно соодветна музичка подлога која треба да биде лепакот за задржување на целовитоста на творбата, која што ќе прави незабележлива транзиција низ бурните емоционални квалитативи на Норма Джин, односно атмосферичните синтесайзери ќе бидат ефективна спрега помеѓу незината реалност и халуцинацијата во овој филмски сон за Норма Джин, кој некој ќе го сонува во киносала, а друг во својот дом. Кинематограферот Чейс Ирвин на Хана, Black Klansman и God's Creatures си отворил еден тон работа на Блонд. Имено, филмот требало да биде делумно снимен на 16 мм за да се зголеми визуелната автентичност, меѓутоа Netflix си имаат клиентела која нема однос со филмската лента и навикната е да гледа дигитално снимени филмови, така што Ендру не е голем играч во Холивуд за да може да се наметне со барања над стриминг гигантот, за жал. Затоа Чейси си поигрува со сите можни аспекти на снимање, градирајќи од 1:1 и истегнувајќи сликата до 2:39:1, односно CinemaScope, што е авторско решение кое се одвестува на различните стадиуми од животот на Норма Джин, дел се употребува за фантастичните халуцинаторни кошмарни секвенции, а дел го опфаќаат гламурозниот шоу бизнис, кој е вампирот што се прехранува со крвта на младите изгодни актерки кои сакаат да останат залепени молци на рефлекторот на славата, што 5 минути зрачи. За да се постигнат визуелните интервенции, искористен е монохром на Ари Алекса, како конкуренција на Red Epic на Финчер во Манк за ахроматските сцени, кој доловува прекрасно нијансирање на сенките и црнилата, а во боја се снима на Cine Alta, на Sony Venice, на која што сега може и анаморфна и сферична да се работи, па се користат Vintage Panavision и Sumilux леќите на Leica, така што воопшто не се зажалени о поглед на играчките кои ги имаат закадрирани,
режисирање, што е олеснителна околност на 22 милионскиот буџет, која е смешка за блокбастери, но многу значајна за авторскиот филм, кој му купува делумна слобода на Ендрю да ги наметне неговите гротескни природи за интерпретирање и артикулирање на животот на Мерлин, деконструкција на символот на убавина во овој визуелен спектакл. Во монтажата веќе се соочуваме со неизбежната ентропија, која што мене ми требаше време за да се привикнам на константните елипси напред и назад во нелинеарните хроники на Норма Джин. Монтажер е Адам Робинсон, тој најчесто има сечено кратки филмови, што е еден загрижувачки фактор за Netflix, кој верувам дека им понудил 3-часовен облик на филмот, што не е неразумно време траење со оглед на обемното сценарио, кое и претходно беше екранизирано во 2 90-минутни епизоди, така што материјалот е опсежен. Netflix ја најми како платена убика, односно дополнителна монтажерка од личната Дженифер Лейм, која што за разлика од Адам има искуство со сечење 3-часовни филмови и ги има сведено на поднослива должина. Незините филмови Hereditary, Marriage Story, Manchester by the Sea, Tenet, The Meyerowitz Stories, но беше најмена и да ги спастри и Midsommar, De Palma, Judas and the Black Messiah и Don't Worry Darling со незината експертиза, но в пар на очи кои се нужни да се засили конзистентноста помеѓу животните вињети, според мене најфренетичниот и неиспеглан сегмент од филмот кој го дава неговиот шарм. Монтирани се и извадоци од филмовите на Монро за MGM, а Ендрю имал и резервен план да ги сними со своите актери, доколку не ги добил тие одобренија, што сведочи за неговата посветеност да го истурка проектот до крај по секоја цена. Новозеландскиот режисер Ендрю Доминик се проби на светската филмска сцена во 2000 година, кога неговиот долг игран филм Чопер се проби на Sundance и TIFF, филм за криминалецот Марк Рид, кој оглуми Ерик Бана и неговите насилни потфати, кои што се опфатени во автобиографијата напишана за решетки, кој стана своевиден бенчмарк за изборот на протагонисти кои ќе ги екранизира, односно фокусот на неговите филмови ќе биде вперен во централни ликови, односно сингуларни приказни за проблематичните релации на насилниците кои отпочнуваат криминогенично действие. Во 2007 година за првпат соработува со Бред Пит, снимајќи го The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, номиниран за 2 Оскари, филм во кој Роберт Форд го идолизира Джеси Джеймс и очајно сака да биде одметник од негов ранг, филм со звездена екипа на која се приклучуваат Кейси Афлек, Сем Шепард, Сем Роквел, Джереми Ренар. Во 2012 година соработува уште еднаш со Бред Пит на Killing Them Softly, во кој Пит глуми лик на локален платен убиец кој е најмен да внесе ред во хаосот кој го предизвикуваат тројца млади криминалци кои ќе ограбат коцкари. Рей Лиота и Ричард Дженкинс глумат во овој филм. Така што Ендрю со овие филмови се воспостави како своевиден крал на злосторниците во дамнешни и модерни времења, правејќи нивни адаптации на личните животи во филмски рамки. Пресвртот се случува во неговата кариера, кога ќе започне да работи 2 документарни филма посветени на најзначајниот австралијански пејач во музичката историја, Ник Кейв, најпрвен одличниот One More Time with Feeling во 2016 година, во кој се продира до травматичната интима на Кейв и губитоците кои ги има преживеано, а оваа година го сними и документарниот долг филм This Much I Know To Be True, во кој пак преден план има соработката помеѓу Кейв и Ворен Елис на албумите Ghostin и Carnage. Помеѓу овие документарни филмови останала форма во екранизирањето на насилството во 2 средишни епизоди од втората сезона на Финчеровиот Mindhunter. Бред Пит го напоменувам во соработките затоа што неговата план Б продукција стои зад новиот потфат на Ендрю, Блонд, и тој иницијално инсистирал неговата колешка од Маликовиот филм Джесика Честейн да ја стави периката на себе и му пее на преседателот среќен роден ден, но ништо не испаднало ниту од тоа, ниту од обидот на Оми Вотс да ја глуми Монро, со оглед на тоа што проектот е најавен уште од 2010 година, но и тоа е загуба на филмот кој што нема да може да го погледнем. Ги напоменувам филмовите на Ендрю за да акцентирам дека важи за автор кој што естетизира насилници на големо платно, ги истражува нивните комплексни релации и трага по извориштето на злото кое ги обзема
зема, снимајќи условно кажано машки филмови во наводници, па затоа иако бев изненаден штом се нафати на Блонд, ништо помалку не би очекувал во поглед на естетизацијата на насилството и од тој филм, така што не ме изненади кога ја доби NC-17 цензорската назнака, правејќи го еден од ретките американски мултимилионски проекти во оваа деценија со оваа погубна ознака, која што создава лимитации за прикажувањето во киносалите. Последниот кому му беше запечатена оваа судбина, на кој се сеќавам, беше Килер Џо на Вилијам Фридкин, а претходно таа судбина ја сподели Пол Верховен со Шоугирлс. Од одборот на Netflix во различна фаза се обидуваа да ги заменат сексуалните прикази во филмот, но и Ендрю си остана доследен на визијата со смелост и децидност за која не знам колку мина се свесни дека е потребна за да се извојува победа во холивудскиот систем. Ознаката ја доби за силна сексуална содржина, силување и голотија, насилна содржина и злоупотреба на деца, навредлив говор и употреба на наркотици, но да не бидеме лицемери, сите акциони блокбастери имаат илјадници убиства во нив, причинителот за етикетата се силувањата и тројката. По сите тертипи, насилни ќе бидат грото на машки ликови во Блонд. Само за да илустрирам однемањето потреба од дополнителен биопик за Монро, ќе ви напоменам дека има бројни телевизиски филмови кои секој детал од незиниот живот го овековечиле, уште од Мерлин, The Untold Story, од 1980 година, кај што Кетрин Хикс ја глуми Мерлин, во 1991 година Сузан Грифитс ја глумеше Мерлин во Мерлин and Me, а Мелоди Андерсон ја глумеше во 1993 година во Мерлин and Bobby, Her Final Affair. Меѓутоа, од овие телевизиски верзии, филмот на кој што јас се сеќавам најмногу е Норма Джин and Мерлин од 1996 година со Ешли Джад и Мира Сорвино. Првата адаптација на романот од 740 страници на Джойс Керол Оутс датира од 2001 година, го носи истото име како и неговиот филм, работено како мини серијал во 2 90-минутни епизоди со Zenith Under. Истата година е снимен документарниот Мерлин Монро The Final Days, а естетски најзадоволителен филм досега е My Week with Marilyn од 2011 година со Мишел Вилијамс и Еди Редмейн, во режија на Сајмон Къртис. Наредната година беа прочитани мемуарите во Love Marilyn, а последниот документарен филм кој длабински продира во животот на Норма Джин е The Secret Life of Marilyn Monroe од 2015 година, барем за кој јас сум запознаен, и има мал милион кратки и долги документарни телевизиски филмови и серии за ликот и делото на Мерлин, така што дали ни е потребен уште еден таков филм во режија на Википедија, се разбира дека не ни треба, меѓутоа дали има потреба од некакво алтернативно толкување на пробивањето на млада актерка во Холивуд и тоа како е потребно, за да се обелоденат сите монструми кои роварат во градот на ангелите. Блонд функционира како филм во кој што Норма Джин гледаме како се преобразува во Мерлин Монро, како што од друга страна на актерското тежиште Артур Флек стануваше Джокер, а неодвоивата креација во тој несвет дуализам Мерлин Монро тешко се контролира на сет и во приватноста. Поради вијугите кои настанаа благодарение на контроверзноста на снимениот материјал, јас сепак ќе го бројам во рангот на изданијата како Last Days на Гас Ван Sant или пак дело со наличе слично на фикционите портрети на емоциите на протагонистките во филмовите на Пабло Лорейн, односно Спенсер и Джеки, кај што авторите си земаат поголема слобода да ги насликаат на трешните емоционални урагани низ кои што поминуваат ликовите, кои се во окото на јавноста, но верувајте, воопшто не е лесно еден режисер со помош на филмскиот јазик да ги наслика кошмарите и халуцинациите на ликовите и со тоа да ги доближи до мнението на аудиториумот, да резонира со гледачите, запознавајќи ги со некоја друга иманентна страна на ликовите, која воопшто не мора да има допирна точка со луѓето од реалноста. Нужно е воспоставувањето на дистинкцијата помеѓу луѓе и ликови, затоа што реалноста се преведува на друг јазик при дисонанцата во фикционото дело. Само уште режисерот на новиот Елвис да имаше грам од умешност и смелост на Ендрю, ќе направеше некаква спрега во неговиот биопик со гледачите. Двата се спектакли, ама Блонд има потпора за својата визуелна поетичност и не е само низа на празни сценографии. Филмот имаше својата премиера оваа година во Венеција, но на фестивалот не се закити со златен лав. Затоа предизвика лавина на реакции, правејќи го еден од филмовите за кои комплетно се подвоени диаметрално спротивните мислења. Пред експедитивно да заврши на Netflix, играше на неколку француски филмски фестивали
и познавајќи го анимозитетот на Академијата кон Netflix и трансгресивните филмови воопшто, би бил изненаден доколку се доближи до скарите на омилената актерка на Академијата, која токсичниот студиски систем обожувал да ја силува, поставувајќи го прашањето дали самата Норма не била свесна дека ќе се искачи до повисок стадиум од кариерата ако го даде своето тело во залог на ненаситните мажи кои ги носат одлуките во Холивуд, односно дали е Мерлин жртва на незините одлуки или е спонзоруша пар екселанс која сака да се омажи за милионер, која што точно знае што прави, прашање на кои никогаш нема да го добиеме одговорот. Автентичен радикален филм со бројни монтажни елипси низ хронотопот на идеализираната Мерлин Монро, односно еминентно фикционо дело, кај што се прикажани траумите со кои би требало да се носи злоупотребаната Норма Джин од раководните мажи во студискиот систем во Холивуд. Ако успеете да го восприемите како фикција за занемарениот талент на Норма и експлоатацијата на телесните атрибути со завидна визуелна естетика, ќе го почитувате делото. Ако гледате на него како искривена верзија за животот на починатата актерка, тогаш не трудете се да тропнете на оваа врата. Некои сакаат жешки филмови во кои некои патриархални неджентлмени од Холивуд исклучиво го преферираат телото на русокосата девојка, прво во нивните кревети, а потоа во филмовите. Ако морам да го евалуирам, тогаш Блонд од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 242-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и по останатите рецензии на виртуалната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!